Признание за злоупотреби и кривична пријава. Ова не е доволно за Наумче Мојсовски да си даде оставка од директорската позиција во Агенцијата за млади и спорт. Тој денеска призна дека се правила злоупотреба со ваучерите, но наместо одговорност, тој зборуваше како после сеќе ги сменил работите. Од следната година вели парите немало повеќе да одат преку фирми, туку директно ќе оделе преку државата. Но за тоа да се случи, во собранието треба да поминат законски измени, кои при тоа се уште не се дојдени на дневен ред. Понизата скандали изминатиот период каде Мојсовски беше директно вклучен, вели дека ваучери за спортистите се даваат еднаш годишно, а висината годинава се зголемила. Оваа година финансиската помош остана исто како што беше и прошлите години, ваучерот постои и ќе постои, само ќе има измена на средствата, нема повеќе да од следната година кажувам, нема повеќе да одат преку фирми кои на крај треба и самите добитници на ваучери да кажам и да молат, него директно ќе оди преку државата, за да не дојди до на крај тешко можам да го реализирам, фирмите во загуба, не загуба, па се надевам дека со овој потек ќе ги решим сите проблеми и сите средства кои се наменети за спортистите. Се надевам следна година од 12 до 15 милиони евра. За време на директорувањето на Мојсовски, Агенцијата за млади и спорт се поврзува со низа скандали. Па затоа го прашавме директорот дали освен разбранување на јавноста, агенцијата работи и нешто друго. Имам доста проекти во и градежен дел и во секаков дел. Веќе ги привршуваме, тој најголемиот проект за нас, кој што ни фалеше во овие изминати година, тоа се базените кои 14 пливачки базени за овие атлети, за помладите категории, а секако правиме и тие се веќе готови. Во Струга базенот е од поголем значај, другите се тие 14 со помали димензии. Антикорупцијската обвинителството поднесе кривична пријава за директорот на Агенцијата за млади и спорт Наумче Мојсовски, како и членовите на Централната комисија за наводна злоупотреба и непочитување на ваучер системот за финансирање фондации и спортски клубови. Инаку спортските работници бара итно разрешување на Мојсовски, но ниту владата, ниту пак тој гледаат одговорност, иако со распределбите на средства од ваучер системот сериозно го оштетиле државниот буџет.